Во прекрасниот амбиент на црквата Света Софија, еден од најстарите ансамбли во Источна Европа со изведба на Кармина Бурана од Карл Орф и традиционални еврејски песни, ја воодушеви многобројната публика која со бурни аплаузи ја поздрави концертната програма. На репертоарот на овој ансамбл покрај останатите дела се наоѓа и музика која датира уште од 8 век, грегоријански напеви, средновековни литургии, химни и мотети. Народниот театар од Битола вчера на фестивалот Охридско лето премиерно е изведена и новата представа Бар Ремарк, поставка на рускиот режисер Александар Баргман, работена според делото Тројцата воени другари на Ерих Марија Ремарк. Ансамблот вчерашната премиера ја изведе во црквата Света Софија, чиј простор е адаптиран за потребите на ова дело. Представата Бар Ремарк представува драматуршка обработка на делото Тројца воени другари, исклучително интересен театарски производ, најавуван како големо уметничко дело со швајцарски усогласени театарски сегменти. Ова беше истакнато на пресконференцијата посветена на најновата премиера на Битолскиот театар. Режисерот Баргман, кој во Охрид има настапувано како актер во повеќе представи на гостувања со руски театри, но и како режисер на представата Паника, исто така изведувана на Охридско лето. За ова негово последно стварување рече дека е плод на исклучителна соработка со Народниот театар од Битола. За тематскиот избор да се работи Ремарк, тој рече дека најмногу за тоа е виновна денешницата, која е таква што војните и кризите како никогаш да не завршуваат.